Во полнек се калкулациите и пресметките за вториот круг од локалните избори откако владеачкиот СДСМ потврли во многу општини, особено во Скопје. Раководството на социјалдемократите очекува поддршка од помалите партии со кои коалицираат на владино ниво, а кои како ЛДП и Дом решија за овие избори да настапат самостојно. Гласовите што нивните кандидати ги освоија во например Скопје и Битола може да се клучни за евентуална победа на партијата на Зоран Заев во овие градови. Одговорот од ЛДП и од Дом е дека остануваат во владината коалиција, но дека јавно нема да дадат поддршка за ниту еден од кандидатите на СДСМ. Ние уште пред да започне кампањата изјавивме дека тоа се гласови на граѓаните, ние не располагаме со тие гласови и верувам и убедена сум дека граѓаните се многу мудри и тие точно знаат кое е значењето на функцијата градоначалник, на општина, на град и сега во вториот круг масовно ќе излезат и ќе го поддржат кандидатот, личноста за која веруваат дека навистина во следните 4 години ќе води општината или градот во позитивен правец. Петре Шилегов сепак се надева на овие гласови кои му се потребни во надпреварот против Даниела Арсовска. Очекувам дека гласачкото тело кое што ги поддржува тие партии, а кое што останува на принципите и политиките кои што го гради политичкото мнозинство, ќе се изјасни поединечно за која опција која што останува во градот Скопје како опција за гласање во недела на 31. Очекувам дека добар дел од тие луѓе сепак ќе сакаат овој град да не застане и да го градиме заеднички. Со соопштение согласи и НСДП, уште една од помалите партии во коалиција со СДСМ. Даваат отворена поддршка. Ги повикуваме граѓаните во вториот изборен круг својата поддршка да ја дадат на коалицијата најдоброто за мојата општина. НСДП е цврста и единствена во одлуката за останување со владеачкото мнозинство и продолжување по политичкиот пат кој води кон прогрес на државата, велат од НСДП. ВМРО ДПМН е пак повика на окрупнување на блокот што таа го води. Христијан Мицкоски вели дека така наречените протестни гласови се 2 пати повеќе од оние што ги има во коалицијата на СДСМ. Ги поканувам сите политички партии, без разлика дали се леви и десни, центар, либерални или конзервативни, да не се придружат во овој блок кој што го нарекуваме блок за Македонија. Блок за сите луѓе во Македонија, да формираме едно ново парламентарно мнозинство, да ги засукаме ракавите. Тој го повтори повикот што вчера го пати до левица, откако одговорот што го доби за можно коалицирање беше во форма на цитат од Фидел Кастро. Не смее да има никакво коалицирање со партии кои имаат дамки во своето работење. Коалицирањето ќе ја разводи идеологијата. Од тоа корист имаат само нашите ривали, напиша Апасиев на социјалните медиуми. Изборната математика е комплицирана. Дали и кој кого ќе поддржи за вториот изборен круг на 31 октомври. Во Скопје и Шилегов и Арсовска бараат гласови од албанските избирачи. Во Куманово во трка се кандидат на СДСМ и независен кандидат, екс-социјалдемократ. Во Тетово во игра се кандидати на ДУИ и БЕСА. Двете партии се владини коалиционери. Во Битола, ВМРО ДПМН е во предност, а на СДСМ му требаат гласовите на либерал-демократите. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.